Добар ден, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е претседателот на ВМРО Народна партија Љупчо Ѓорѓиевски. Господине Ѓорѓиевски, вие и основачите на ВМРО ДПМН ги повикавте граѓаните да излезат и да гласаат со за на референдумот. Зошто според вас е важно граѓаните да го дадат својот глас за? Не смееме да забравиме дека ако пропадне референдумот, дека ние понатаму остануваме БРМ, најмалку во наредните 30 години, затоа што право не верувам дека ќе има храбри веќе македонски политичари кои ќе влезат во оваа битка. А сметам дека и меѓународната заедница тотално ќе се олади околу оваа прашање. Така што навистина сметам дека ова е шанса која треба да се искористи. Не треба на проблемот да се гледа партиски, затоа еве и ние, јас и се согласив да се најдем на еден список на луѓе кои имаат препознатливи во ВМРО-вска, да речеме, минато, историја. Се надам дека и мене ме препознаваат како ВМРО ДПМН нели од бившо време. Така што еве да повикаме и дел од оние кои се гласачи на ВМРО ДПМН и на други политички партии и ки си останат гласачи, дека ова е навистина едно наднационално прашање. И јас кога сум зборувал за тоа прашање, во минатото секојаш така сум пристапувал. Дека тоа е работа која треба цела Македонија заеднички да ја реши. Дали вие ќе гласате на референдумот? Па да, јас ќе гласам. Ете, сакам да подсетам дека јас сум политичар кој прв го отвори оваа прашање храбро, како што денеска на начин го решава господинот Заев. Ќе подсетам дека уште 2000-та година, кога бев премиер, имаше обид со господинот Симитис, токму тоа име Северна и Горна Македонија или Горна Македонија да го решиме проблемот. За среќа тоа беше само за меѓународна употреба, не требаше да биде за внатрешна употреба и не можам да не спомнам, нели, овој пат како и многу пати досега што сум спомнувал, дека главни противници беа тогашното раководство на СДСМ и новинарите кои беа околу тогашното раководство на СДСМ. Така што како иронија на историјата и на судбината, име сега тие што тогаш не ми дозволи јас да го решам, самите да го решаваат и тоа на многу потежок начин. Така што јас како политичар имам една консеквентност во минатите 15-на, сега можеби 20 години по тоа прашање. И навистина секогаш сум го потенцирал тој дел дека тоа не е ништо трагично, дека тоа нема никаква врска со идентитетот и оние кои сакаат да ја однесат дискусијата во тој правец и дека барем во 10 интервјуа сум кажал дека ќе дојде ден каде што ние ќе мораме да го решиме тој проблем. Мене ми е мило што денеска таа иницијатива ја води господинот Заев и ќе ми биде жал ако пропадне затоа што навистина тоа прашање ќе остане најверојатно во наредните децении повторно затворено. А она што е најинтересно, ние ништо не сме решиле ако пропадне. Значи, ние ќе се останеме БРМ и ќе глумиме сите колективно заедно дека ние не гледаме дека сме БРМ. А фактите го зборуваат дека 3 децении веќе живееме со тоа име. Го спомнавте терминот за внатрешна употреба на името. Проблематично ли е тоа што според овој договор имаме и внатрешна употреба на името? Ако беше само за меѓународна употреба, тоа навистина ќе беше идеален компромис. И мене ми е жал што многу политичари во Македонија, вклучувајќи и мене, наидувајќи на мал отпор од опозицијата или на не знам на одредени нели медиумски кругови, ретерираа кога правеа обиди кога сакаа да го решат проблемот. А некои па и не сакаа, да речеме претходната власт 11 години немаше намера ништо да реши. И сега ако добро ги сваќам овие пораки што идат од опозиционерите на овој договор, велат да беше само за меѓународна употреба, ќе го прифателе и тие. Па знаете, 11 години правеа проблеми и од тоа, кога беше само за меѓународна употреба. И знаете, тука се поставува прашањето што е патриотизмот. Јас денови слушам еден поранешен премиер и еден поранешен министер за надворешни работи,
кои велат дека тие одбиле подобар договор од колку сега овој што е потпишан од Заев и од Димитров. И па сега јас го поставувам прашањето, тоа ли е патриотизмот, да сте имале подобар договор за Македонија, а заради својот личен комодитет или заради 5% плюс рейтинг, да не прифатите подобар за договор за Македонија? Јас сметам дека тоа е негативна референца за некој политичар. Знаете, ова со внатрешна употреба, јас повеќе го доживувам како една иритација од аспект што е сега грците можеби не начекаа во тесно или сватија дека владата мора да потпише и малку бара преку леп погача. И сметам дека во тој дел не можам да кажам дека договорот е идеален, меѓутоа повторно сакам да потенцирам, не значи повторно задирање на проблемот на идентитетските прашања, затоа што идентитетските прашања, како што еве ни објаснето и од тоа што можеме да го прочитаме во договорот, кај јазикот и кај националното изјаснување е зачувано и запазено. А впрочем сметам дека тоа беше една од најдолгите дискусии порано кога се отвараше тоа прашање. За разлика од вас, актуелниот лидер на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски го повика членството и поддржувачите на партијата да гласаат по сопствено убедување. Како го коментирате ова? Па гледайте, не е проблема ако они ги повикаат своите гласачи да настапат по сопственото убедување. За мене е малку проблем што во настапите на високи функционери на ВМРО ДПМН јас гледам малку политика на бойкот на изборите. Тука веќе настапува проблемот, затоа што тоа и не е баш давање на слободна волја, иако на крај краишта сметам дека ВМРО ДПМН прави повторно една погрешна политика. Тука има едно, како да кажем, многу, еве да кажеме, дури од дневен политички аспект. Што ќе се случи ако пропадне референдумот и еве ВМРО ДПМН дојде на власт, што е некој нефки им даде подобар договор од овој сега што го имаме? Мислам, тоа е илузорно приказно, тоа е мислам нешто што не постои во меѓународната политика. Значи или ќе мора истиот тој договор баш за ова од меѓународен инат да ги приморат да го подпишуваат и да го спроведуваат, или повторно ќе останеме без никаков договор во наредните 3-4 децении и ќе објаснуваме колку големи патриоти сме биле. За опозицијата договорот за името е штетен, за власта е победа од тие заштитен идентитетот и јазикот. Како вие го оценувате договорот? Сега гледам некои критичари зошто уставот ќе го минуваме и кои ќе бидат амандманите што ќе бидат променените уставот. Па јас не се оптоварам со тоа кои ќе бидат амандманите, затоа што го гледаме договорот. Истата приказна беше и со Охридскиот договор. Ние го ставивме прво Охридскиот договор, што е суштината на Охридскиот договор, а потоа правните експерти утврдија кои се тие амандмани со кои треба да се направи корекцијата на уставот на Република Македонија. Така што и овој пат ќе биде истата приказна. Договорот го имаме и сега правните експерти треба да извлечат кои се тие амандмани кои ќе бидат понатаму во втора фаза. Меѓутоа исто така гледам некои го проблематизираат што сега уставот ќе го минуваме. Прво и сега дури на тоа минување уставот му дава некакво митолошко значење. Знаете, од 90-та година, мислам 7-8 пати ние го имаме сменет уставот на Република Македонија по најразлични причини и поводи. Втората работа, дури и да беше овој идеален договор, да важеше само за меѓународна употреба, повторно ќе требаше да се менува уставот, затоа што едноставно и тоа е некаква обврска кој некој треба да ја спроведува во Македонија. Така што прашањето дали ќе се менува уставот или нема да се менува, навистина е за мене техничко прашање, не е суштинско, суштинско е самиот договор. Ги спомнавте уставните измени. Усвојувањето на уставните измени зависи токму од пратениците на ВМРО ДПМН. Како очекувате тие да постапат во овој случај? Сега јас не сум директно вклучен во ниту во извршната ни во законодавната власт. Предпоставувам дека поентата на овој референдум е нели да се направи нели атмосфера дека сега и делот власта, односно делот од опозицијата имаат обврска да гласат за референдум за кој народот се изјаснил. Инаку јас лично многу одамна си имам изјаснето и сметав дека тоа прашање не е прашање кое треба да оди на референдум, туку треба политичките партии
со сопствена зрелост да најдат заеднички јазик, да го решат и да одат напред, затоа што се создава една непотребна расправа меѓу македонските граѓани, како што и го гледаме деновиве. И во таа смисла сметам дека влеговме во една малку комплицирана, непотребна дискусија, а на крајот како пратениците ќе ги соберат, навистина во овој момент тоа не е нешто во кое учествувам јас и немам никаков процес, меѓутоа сметам дека повторно пратениците веќе ќе имаат некаква обврска да одат и да го поддржат. Ви благодарам за вашето време. Ви благодарам и вам. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање до наредната недела.